Добре дојде за Даријан Петров во Магичка сцена. Даријан, добре ни дојде. Добро ве најдов, да. Се снимаме убаво тука во ноемвриски убав ден во паркот Жена парк. Тука е собранието, тука е ГТЦ. Беше ти во собранието денеска, некако глумец, како повеќе на испрашување некако беше. Да, точно. Ајде да почнеме за кратко, па ќе се вратиме на ова. Да, само на кратко, да, сведочев за еден случај, така да, толку не ви навлегувал во детали, да. Долго траеше, во секој случај се договоривме пред 2 сати и се задржа. Беше си 2 часа, така нешто, да. Исцрпен да не си сега. Па малку, меѓутоа не толку за да не можам сега нели да проложам со ова интервју. Да, пошто ќе имаме многу тешки прашања од физика, од хемија, предпоставувам дека си спремен. После собрание ова е лесно, да, ова е лесно. Не, спокојно и мирно. Даријан си еден од ретките млади актери кои што на прво кога го видов, од првиот пат реков овој ќе биде супер глумец. И се што имам кажано што се однесува до глумата се исполнило и така. Некако не знам до кое ниво може да одите, ти можеш да одиш до максимумот. Значи се уште си млад, некаде таму после 20 години кога ќе се снимаме на 45 годишницата од Магичка сцена, сега е 25 годишница, тогаш ќе ги имаш освоено сите тие и награди, и признанија, и сцените што поблиску, што подалеку. Сега е скромно, но задоволително, затоа што веќе со толку млад имаш освоено 2 награди, или 3 награди глумачки, и тоа е нешто што некои од твоите колеги актери од позрелата генерација не можат ни до едно да стигнат, а камоли до 3. Честитки. Да, фала ви на убавите зборови. Па да, не би сакал нели да се идентификувам толку со тој успех, ама ми значат, вака ми значат нели комплиментите секако, на секој би му значеле. И да, меѓутоа, не знам, пред неколку години повеќе нели кога доби првата награда за Дони Дарк беше така? Да, повеќе некако тоа го спомнувам често во интервјута, повеќе се идентификував со тој успех, а сега само најверојатно само реализацијата не ми дава толку да се идентификувам егоцентрично за тој успех, него едноставно да го прифатам, не го гледам ни толку никако некоја нели нешто многу значајно да, меѓутоа не до тој степен за да некако нели да летнеш во звездите. Така, точно. Ти Даријан беше предодреден да видиш всушност доктор. Па ти после ги смени патиштата некако господови. Да, тоа е интересен пат кај мене. Бев скоро 2-3 години на општа медицина и тоа и секој интервју скоро со истото ми почнува зашто е нели специфика моја. 2-3 години бев на општа медицина, некои мои разочарувања тогаш. Мајка ти беше докторка? Точно, мајка ми беше доктор. Баба ми беше била медицинска сестра, така да војко ми исто доктор, така да некоја докторска да речеме од медицински кругови. И на 20-21 некоја би рекол тоа исто го споменувам често на интервјута, криза на идентитет, дали јас се гледам во таа професија или не. Долго размислував, не се видов, како наука да, меѓутоа како Испитите лесно ти одеа? Да, со тоа немав проблем, меѓутоа со идејата за доктор, дали јас можам да се видам тоа така во иднина. Меѓутоа, да, ако останев, имав желба да специјализирам психијатрија, тоа беше така некоја желба. Меѓутоа, на долг период поминав на Лиза, што би сакал јас автентично да се бавам со каква професија и одбрав тоа да биде нели глума и да се запишам на драмски факултет и така отприлика така течеше. А претходно кога беше млад имаше некаква врска со глумата, ти се моташе таа идеја? Да, од секогаш си сакав некоја се менуваше таа желба низ годините да се бавам со некоја професија каде што можам некоја свесност да пренесам, да речеме, некоја идеја за некоја вредност. И сега дефинитивно да, и драмски, и глума, и нешто со перформанс, нели, професија што вклучува таква некоја уметност. Меѓутоа се менуваше низ годините како јас се менував, така и таа желба остана нели на театар, на креирање,
Истиот порив ми остана, меѓутоа не е исто како што, нели, кога викаат тоа е малку клише, нели, како мал сакаш да станеш глумец, сега не би можел така да го дефинирам. Имало некоја желба тогаш, во тоа време била една, сега ја доживувам уметноста и театарот сосема друго, не е исто, нели? Така да најверојатно и кога зрееме различно, после некое време ги гледаме и работите, да. Кажи ми, кога им кажат дома дека прекратуваш со глума и прекратуваш со медицина и дека ќе се запишеш на глума, како го прифатија тоа? Па да, мислам дека не сме менталитет и општество каде што брзо така некоја, нели, информација примаме, да и моите беа скептични нормално на почетокот. Меѓутоа брзо по тоа прифатија, видоа дека е порив за некаква, бидејќи таа криза на идентитет не беше, нели, од тешко е и не можам толку колку што не се пронаѓам во ова. Имаше некои разочарувања конкретно од самиот процес на студии, некои разочарувања општествени, да речам, во тоа време, некои лична криза, некоја на идентитет. И беше порив за нешто поголемо, каде јас ќе си најдам некој мир и спокој, и тоа да биде исто дел од професијата, нели, да не биде некоја вештачка потреба да се прилагодам само туку така некаде. Имав многу голем порив спрема науката и студиите за медицина, меѓутоа и денес читам многу литература од областа на медицината, поготово психијатрија и психологија, ама не се видов, како што споменав на почетокот, во идеја за доктор. Тоа не, да. Даријан, ти од кога те знам од почетоците, напоредно со професијата актерство, глума, цитираш и некои други работи кои што ти исполнуваат тебе или едноставно те интересираат. Едно време знам дека работеше во зоолошка градина. Точно. И беше воодушевен кога зборувавме за со животите, како да си роден да работиш таму. И јас викам, Даријан отиде, готово, нема да го вратиме тоа. После тоа почна со масажи, и тоа и до ден денеска го работиш. Викам, значи, Дарија си работи напоредно, 2-3 Даријани имаме. Еден е Даријан глумец, но не ги запоставуваш и овие други твои желби што сакаш да си ги исполниш. Точно, да. Па, пак ќе кажем, се дојде од таа свесност некоја на 20 и 21 година од мојот живот така, и си решив да испробувам и да експериментирам што работи, што мислам, нели, во тој период од животот дека ми значат. Една работа беше исто и финансискиот дел, меѓутоа друга работа беше тој порив за запознавање на многу различни структури, ви рекол, во општеството. Работев, да, точно во зоолошка, беше преубаво искуство. Едно од моите би го дефинирал како едно од поубавите искуства. Бев подолг период ги чував слоновите во нашата зоолошка градина Дуња и Даела, подоцна и морските лавови. И супер, многу преубаво искуство и односот со колегите, и така многу ме приземи таа работа. Многу научив так за многу аспекти, за себе, за природата, за некој однос човек, животно, за генерално нивниот јазик? Да, генерално за нашата еволуција, бидејќи, нели, често се повикувам на тој термин еволуција, и некако многу ме приземи. Тука беше и едно друго преубаво искуство, што прв пат го спомнувам на интервју. Неколку месеци исто имав ангажман како воспитувач во детското село, во СОС детско село. Исто би го дефинирал како преубаво искуство и не знам, некогаш и добро што, нели, еве, самата професија, неизвестноста дали ќе бидеме вработени во институција или слично, не насочува исто да експериментираме професионално и да треба да работиме ради финансиски и други работи, меѓутоа сега од оваа перспектива гледам дека тоа многу значело. Моите едни од најубавите спомени се работно искуство што се надвор од професијата актер и театар. Таму научив искрено многу за некои општествени вредности, за некои, еве би рекол, ранливи категории од општеството, за живиот свет, нели, генерално, и тоа некако ми даде сила, меѓутоа и храброст,
јас кога ќе застанам на театарска сцена, да имам што да пренесам. Каква идеја, каква универзална хумана вредност, бидејќи нели луѓето што допреле во тој период во мојот живот и јас нели во нивните, и ми даде некако сила да сега имам материјал, не себично, нели, меѓутоа имам право и јас да застанам на театарската сцена и кога некоја представа се бори со некоја значајна тема, јас да се повикам, да се почувствувам дека имам одговорност, нели, да ја пренесам некоја идеја. И тоа многу ми помогна, ми даде и така и сила и храброст, нели, да повеќе да влезам и да бидам подоследен и во театарската професија, би рекол. А кажи ми, со масирањето, со масажата, кога почна тоа? Да, тоа е во 2021. Исто тоа беше една моја така идеја, во тоа си останав, нели, ќе го правам додека нели можам. Исто е нешто во што уживам. 2021 февруари, веќе 2,5 години се бавам со тоа. Си отворив, како мое да речеме, импровизирано студио и искрен да бидам, почна од некоја идеја, дека еве нели ако не се снајдам нели со работа во институција, тоа дека едноставно ќе се бавам со масажи, не знам од каде ми дојде тоа. Тоа не можам да кажам зошто, да дојде некоја така чисто некој искрен порив и меѓутоа потоа како нели навлегов во еве да речеме во тој дел, многу осознав така, други работи многу научив, еве искрено и тоа ми е некоја така искуство многу драгоцено, бидејќи порано ми звучело многу клише, кога ќе се рече енергија кај човекот, зборот енергија, преупотребуван, а премногу кажуван без значење. Сега за мене дури малку и тоа интимно, нели, кога ќе се каже енергија, и сега конечно така го осознав и воопшто не ми е клише, меѓутоа не го не употребувам толку, ама за таа нели човечка енергија, препознавање на енергија, за својата енергија, како да ја спречиш таа негативната енергија, како свесно да ја пренасочиш во нешто позитивно. Тоа не можам да го опишам и не ќе да звучам клише, меѓутоа некако го осознав преку еве бавењето со масажите, да. И мажи и жени масираш подеднакво? Да, секако да. Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Да, па не, бидејќи си дадов за право да се бавам со масажи, бидејќи нели имав познавања од анатомија и слично, меѓутоа еве во близина сме на КИЦ, каде што е Занајчискиот универзитет Кочо Рацин, го завршив и тоа формално образование за да добиам лиценца да се бавам со медицински масажи, спортски масажи исто, да. Супер. Браво. Ај ќе видиме следно што ќе види нешто ново што ќе ти дојде. Ова е како да кажам, нели откривањето на светот и на животот мое, меѓутоа и снаоѓањето во општество, бидејќи никогаш не знаеме кога ќе останеме без работа, нели од Значи ти си имаш занает и можеш да си работиш слободно. Тоа е единствено, мислам дека решение кај младите за да не се откажат од ово општество и наетливо да твориме тука во општеството и да допридонесуваме за нашата култура и да бидеме автентични во тоа, и мислам дека тоа е единствениот начин, така да бидеме обезбедени со оружје, нели? Оружје. Да. А од кога замина од зоолошката се враќаш сега повремено да ги посетиш? Како не. Гледам колку што можам, нели, бидејќи сега нели сум вработен во Народниот театар во Штип и меѓутоа често одам со внуците, знам да отидам или сам некогаш на прошетки да ги видам колегите, уште сум во контакт со колегите со кои работев и на вистина предрагоцено искуство. Тоа беше животните кога ќе те видат? Па да, па сега нели не можам да кажам дали се радуваат или не, меѓутоа јас им се радувам на нив. Да. Добро, кажа дека си вработен во Штипски театар. Значи ти си скопско дете кое што оди да работи во Штип, што не е чудно затоа што имаме многу актери кои што работат и во Кумановски театар, во Велешки театар, патуваат често.
Одиш и се враќаш или престојуваш и во Штип? Па, зависи од процесот. Веќе имав 3 процеси во Штипскиот народен театар. Некогаш останувам, некогаш се враќам. Ми стана некако навика, така да не многу интересно што си гледам нели секогаш и тоа време кога патувам, си пуштам некои мотивациони говори во кола и така си го гледам како продуктивно време и сега ми е баш така како еден вид време за себе и за медитација, би рекол, возењето до Штип за проба. Оти нели кога ќе станеме, еве искуството со тука со било која работа што сум ја работел во Скопје, одма некако влегуваме во работата од дома, а овде тој саат време е за мене и така да воопшто не ми представува проблем, да, дури и патувањето. Да. Ги спомнав на почетокот и Дони Дарк и сега да ја спомниме и оваа представа Роден ден, за која што добити награда во Струмица на Ристо Шишков и специјална награда која што никош до сега не е доделена. Стално се доделува една глумачка награда, но сега решија да доделат и уште една вонредна награда, баш специјално за тебе направена. Колку тоа ти значеше вака како мотив плюс, затоа што преседан е направено заради тебе? Па неискрено ќе биде дека не ми значило, искрено бидејќи многу борба имаше кај мене, еве ова нели во како да кажам битката со професијата, со пронаоѓањето, барањето на мојата автентичност, оригиналност, така 10 години буквално би рекол дека се борев со тоа. 10 години си завршен, така? Не, 10 години да речеме мојата. Не, од кога си завршен, колку помина? 2019, значи 4 години, да, 2019. И некако искрено многу се израдував, ми се јавија, беше навистина неочекувано, бидејќи нели обично даваат една награда на фестивалот. Ова беше баш зашто е вонредно дадена, ми значеше многу и членови на комисија кои навистина ги почитувам како да речеме еве како уметници и ми се јавија и така беше доста радост за некоја, за таа моја не толку за и за професијата, меѓутоа и еве некако се даде признание на таа борба за оригиналност и потрага по автентичност, да речеме. И за сите оние кои што ја бараат оригиналност и автентичноста, си викам ете оваа награда е за сите. За сите, да, ама конкретно за нели за нашето општество. Така да ми значеше многу и една од најубавите вести што сум ја добил професионални, некако се израдував и на наградите нели за Дони Дарк, за тие две награди. Меѓутоа наградите сами по себе не значат нели ништо, меѓутоа многу символика носат. И нели кога е во период на некоја стварно пожртвуваност, професионална, приватна и сеј кога ќе се признае такво нешто од општеството, значи повеќе како символ за мене и затоа и се израдував. Даријан, Дони Дарк е представа каде што ти глумеше слеп. И да се глуми слеп и лесно и тешко е, зависи од актерот и зависи на кој начин ќе го направи тој процес. Но ти го имаше толку совршено направено што луѓе кои што доаѓаа во да те гледат, што не знаеа, пошто ти беше релативно нов, тогаш актери не те познава, некои се прашува дали воопшто си слеп или глумиш слеп. Значи не им беше јасно до толку беше добро одиграна таа улога. Да. Многу интересно, не знам, Дони Дарк така дојде во мојот живот, каде што, ете пак, веќе сум досаден со тој термин. Пак си имал нешто. Да, со тие мои битки. Меѓутоа, дојде во период на некои многу мои соочувања, да речеме, животни. И повеќе се фокусирав во ликот на пренесување на идејата, отколку на нели на тој физички хендикеп, би рекол. И физичкиот хендикеп, како сум го одиграл, не ќе да звучам клише, нели претенциозно, меѓутоа дојде многу спонтано. Многу спонтано, бидејќи се фокусирав на идејата. И некако, на вистина, после од како ми дадоа, нели, добив таков фидбек, некако отпосле го освестив телото на кој начин, веќе во изведбите потоа, нели, не на самата премиера, дека јас веќе и во телото, нели, сум нешто сум, нели, секое тело, во самото движење, самото, нели, самиот фокус на очите, дека јас сум успел во тоа да биде
веродостојно пренесено, меѓутоа не му ставивме на акцент на тоа ниту јас, ниту Роберт, режисерот, и тоа беше многу добро. Бидејќи не се фокусиравме и тоа дојде спонтано. И најверојатно тоа е некоја порака до сите нас, дека нели кога ќе се фокусираме на оригиналната идеја, ова другото што изгледа наведом толку тешко, доаѓа многу лесно. Така беше и за тоа, така да воопшто не би можел да имаше нели некои физички карактеристики сега што нели требаше да се доловат, јас го фокусирав погледот, бев свесен за телото, за движењето, меѓутоа тоа дојде така природно и спонтано, а главна беше идејата, да. За Донин Дарк доби две награди, така? Да, точно на фестивалот Актерот на Европа тука во Македонија и фестивалот на Градскиот театар што е организиран од Градскиот театар во Бања Лука Јазавац. На фестивалот Заплет 2018 се двете награди, да. Така, овде во Србија знаеше дека ќе добиеш награда, претпоставуваше или во Босна гледавте неколку представи или само отидовте, изигравте, се вративте, како беше тоа организирано? Да, од Театар Комедија, нели представата Дони Дарк си беше во продукција на Театар Комедија. Отидовме, изигравме и се вративме и искрено јас воопшто не очекував дека да, и тоа беше исто еден многу убава критика имаше напишано. Меѓутоа не само јас, таа година и Мими Ристов доби награда и тоа беше успех и за театарот, нели секој таков успех е успех и за нашата земја. И така, мислам, нели тоа е само една нишка на допридонес. Има нели многу поголеми допридонеси, луѓе што многу повеќе исто допридонесуваат и многу помалку, меѓутоа секој допридонес за општеството е добродојден и треба да се почитува. Секој еден допридонес. А првата награда како ја прими овдека на актер на како се викаше? Актерот на Европа, да. Па исто се, нели, зашто е прва, исто се израдував. Да, и исто и тогаш гледав да си најдам некоја символика, нели за тие награди, да си го поврзам со некое ова е добро, нели, треба да продолжам во некој да бидам доследен, тоа исто го кажувам често, да бидам доследен во професијата како што сум бил и до сега. Тоа е така, една мотивација да бидам да останам доследен. Кога се симна таа представа од репортер, колку беше тажен или мислиш дека беше тој период доволно одиграна, па свој тек било да се симна? Па не би рекол дека бев тажен, затоа што тогаш поминував низ некои приватни, како семејство поминувавме низ некои приватни турбуленции 2020 за време на пандемијата и пред. Последната изведба беше февруари 2020 на Дони Дарк. Не би рекол, зашто не знам, читав овој доста период и претходно некои книги за себе помош, што често нели знаеме дека некогаш се и клише тие книги, меѓутоа доста и помогна и нешто што научив од целата таа потрага по себе, дека пак гледам дали да не звучам клише, ама стварно го мислам ова, дека не треба да се идентификуваме толку со успесите, па дури и со неуспесите. И тоа е некој не знам како да кажам, не начин, него тука мислам дека лежи клучот до некој исполнет и па би рекол и среќен живот. Дури во најтешкото да се види некоја светлина, тоа може да се постигне кога нема толку да се идентификуваме со тоа што сме ние, што е нашиот успех, што сме преживеале како лошо искуство, едноставно нели да дојде да го прифатиме и да си отиде. И тешко е и тоа дури. Тешко е нели да некогаш така сум си се наоѓал, сега нели имав така успеси што се вреднувани од општеството, а сега немам ништо. Едно време така се почувствува во пандемијата, ама тоа е егото мое кое се почувствувало, така барем викаат, нели? Што читаме и што да и меѓутоа има вистина во тоа и кога ќе се посветиме на повеќе работи, на повеќе димензии во животот, не толку тагуваме по работите кои значеле успех, општествен успех би рекол, да. И како дојде вработување во Штипски театар? Ти сакаше сигурно тука да се вработиш? Да, па искрено немам предрасуди бидејќи за мене беше добродојдено било какво вработување во театар, пред се ради нели финансии, така да се пријавив лани на конкурсот во Театар Комедија во Тетово и во Штип. Да, така да испадна да ме вработат
во Штипскиот народен театар и баш ми е драго бидејќи сум штипјанец нели по потекло. Гордост ми е баш што можам да допридонесам за културата така во тој град. Театарот имам убава соработка вака со колегите. Искрено сум многу среќен за сите проекти оваа година во тој театар, така да баш немам некоја посебна нели дека имав желба да се вработам во театар во Скопје, не, баш напротив, мислам дека да. Знаат штипјани дека дијамант им дојде? Не би рекол да, не. Да. Не, Брусен треба уште малку да се добруси, ама во секој случај да. Во репертоарот на Штипски театар скоро си во секој од представите што е и интересно е што го држиш да речем репертоарот заедно со Ефтим Трајчев кој што исто игра во многу представи и е одличен актер. Да, па да, не би рекол дека го држам, меѓутоа зашто сега сме многу мал ансамбл со мене и со Стефи колешката која е исто ново вработена во театарот. Сме некако околу 10 актери кои се активни и скоро сите сме во сите представи, да. Имавме 3 премиери до сега во ноември уште една и така, да, беше продуктивна година за театарот, да. Со роден ден ќе дојдете и во Скопје? Да, на 15 ноември гостуваме во 22 часот во МКЦ на фестивалот МОТ, така да скопската публика може да ја погледне роден ден на 15. Па супер, тогаш ќе има повеќе скопјани кои што ќе имаат можност да не дојдат во Штип да ја гледаат тука во Скопје. Дарен, ти посакувам многу успеси и во Штип и таму понатаму не се знае дали ќе останеш во Штип, можеби ќе смениш како што ти се случуваат многу често промените во твојот живот. Не знаеме што следното ќе се случува со тебе. Би дошол на масажа чисто да видам како се наоѓаш и таму, верувам дека одлично, знаејќи како се наоѓаш во глумата. Не те видов во зоолошка како се наоѓаш, но верувам дека било и таму супер. Таму и највеќе. Таму најмногу се соѓаш. Така што она што останува да те следам и понатаму, да ти посакам добро здравје прво, да имаш многу работа и се најубаво да ти се случува во животот. Фала многу за поканата, за можноста за интервјуто. Ова ни е второ нели интервју. Така да се погодува после наградиве некако. Да. Уживав искрено, благодарност многу за убавите зборови, за мотивацијата, за потикот исто и така, тоа. Ви благодарам многу. Убаво е што сите млади што ќе те гледаат ќе имаат мотивација плюс и да останат тука и да се борат за својата екзистенција и за својот живот. Точно, да, тоа е единствениот начин, борбата е единствениот начин за живот, би рекол. Тоа. Фала ти, Даријан. Ви благодарам многу.